Прашањето беше, зошто, кога сме кај 5-та глава се уште, зошто Исус, јагнето Божјо, кој што и во таа глава на повеќе места е наречен јагне, како и на многу места во Новиот Завет, во Евангелијата, бил навестуван како јагне во старозаветните жртви. Зошто тоа јагне во 5-та глава е наречено лав? Значи, денес ке зборуваме на таа тема. Јагне и лав. Да отвориме, значи, Откровение 5 глава уште еднаш. Јагнето ја зема книгата со 7 печати. Сега нема да ја читам целата глава како минатиот пат, туку еве првите 5 стиха ќе бидат едно добро подсетување. И видов во десницата на оној кој седеше на престолот книга напишана однатре и однадвор, запечатена со 7 печати. Ово објаснивме што значи, како изгледале древните книги и како таа била запечатена. И видов силен ангел што викаше со висок глас: кој е достоен да ја отвори книгата и да ги скрши печатите неизини? 3 стих. И никој не можеше, ниту на небото, ниту на земјата, ниту под земјата, да ја отвори книгата, ниту пак да ја гледа. Каква ли ова книга? И јас многу плачев, вели Јован, како ја доживеал оваа визија. Многу плачев што никој не се најде достоен да ја отвори и да ја прочита таа книга, ниту да цирне во неја. Колку ли е битна оваа книга? Што е толку битно во неја? Што има напишено во неја? А еден од старешините ми рече: не плачи. Кој бе тие старешини? 24 старешини. Не плачи. Ете лавот кој е од каде? Од јудиното колено, коренот Давидов, победи да ја отвори книгата и да ги скрши незините 7 печати. Самиот овој стих дава одговор на прашањето. Зошто Исус е наречен лав? Зошто јагнето е наречено лав? Затоа што победил. Тоа е битното. Инаку, јагне и лав имаат некои сличности? Според каналите за животни. Да, како што и нема да се јадат во идниот рај, на обновената земја. Но и денешните лав и јагне имаат само една сличност, според мене. Многу ми се симпатични едното и другото. И со едното и другото би сакал да лежам, да се галам, да си играм и така натаму. Само што во денешни услови само едното од нив е безопасно за таква игра. А со другото зависи од неговото расположение. Како? И од расположение зависи. Се разбира, има луѓе кои што тоа го прават. Но да се вратиме на текстот. Каде прв пат Исус е наречен или навестен како лав? Еве во Стариот Завет. Значи, како јагне навестуван како жртва, како спасител на тој начин, на многу места. Уште од почетокот кога било заклано јагне.
за да бидат облечени во кожа Адам и Ева. Уште од првото Евангелие во Еден. Каде првпат е навестен како лав? Истиот овој стих ви дава насока каде треба да барате. Лавот кој што е од каде? Од јудиното колено. Лав и јудиното племе. Каде првпат ја имаме оваа комбинација? Браво, Перса, точен одговор. Прво Мојсеева 49 глава. Што сте спремни денеска за пофалба. Мило ми е. Да отвориме прва книга Мојсеева, или Битие, или Создавање, зависи каков превод имате. 49 глава. Предпоследна глава од таа книга. Го имаме целиот пророчки говор што го кажува Израел за своите деца. Односно патриархот Јаков пред неговата смрт. И да почнеме поред. 49 глава, првиот стих. Потоа Јаков ги повика своите синови и им рече: соберете се, за да ви соопштам однапред што ќе се случи со вас. Кога? Видите, овој превод вели идните времиња. Баш ме интересира што велат други различни преводи. Со колку преводи располагаме тука? Со се компјутер. Идните времиња. Дали постои некој превод што вели последните времиња? Браво, Трајко, гласи се и ти еднаш. Кој е те превод? Стариот? Гаврилскиот, да. Што вели тој последните времиња? Интересно. Дали некој друг превод постои што го потврдува? Првиот, 49 глава, првиот стих. Да ви кажам што ќе се случи со вас во идните времиња, во последните времиња, последните денови. Тоа е стариот превод. Истиот значи, да. На друг јазик некој превод? Знаете што значи тоа? Тоа се исто така се однесува на последното време. Хрватски превод кај имаме? Добро, тоа е исто како новите преводи. А Константинов исто вели идни времења? Добро. Што мислите, како е во оригиналот? In the last days, точно, последните. И сега, без да го гледате еврејскиот текст, што мислите, како е во оригиналот? И ја мислам така, да провериме. Последка. Да, последокот. Последните денови. Последните денови се во прашање. Јаков кажува пророштво за последните денови. Не за било кои идни времења, иако многу што од тоа што ќе го каже се исполнило низ историјата многу одамна, но конкретно се фокусира на последното време. На последокот. Значи, синовите на Израел, израелските племења, имаат врска со последокот, имаат врска со последното време. И ние проучувавме порано зошто имаат врска со последното време. Каде во последното време ги читаме племењата израелски? Што проучувавме во табелата на Трајче? 144 илијати. 12.000 од 12 израелски колена. Откровение 7 глава.
Всушност, 7 глава е тука, во сендвич ставена, кога се работи за печатите и трубите, што потоа следат од 8 натаму. 7 глава е, значи, едно интермецо во темата за 7 печати. И во таа 7 глава се зборува прв пат за 144.000, се зборува прв пат за Божиот остаток од последното време, и тие се поврзани со 12 племиња израелски. Значи, имаат врска тие племиња, нивните имиња што се таму споменати, со ова што Јаков го кажува за нив. Вториот стих, 49 глава, 1 Мојсеева. Соберете се и послушајте ме, вие синови на Јаков, послушајте го Израел, таткото ваш. И сега зборува за сите, по нешто. Но ние нема да ги читаме сите, туку ќе одиме веднаш каде. Подобро 8 стих. Од почеток. Јудо. Прво, кој бил Јуда? Значи, мислиме на првиот Јуда, споменат во Библијата. Еден од Јакововите синови. Дали Јуда бил по нешто подобар од своите браќа? Не, ништо значајно за него. Не бил ниту првороден, биолошки, не бил ниту посебно верен, нешто како Јосиф, таква варијанта не бил. Не бил ниту од саканата жена на Израел, како Јосиф и Бенјамин. Ајде и тоа да го споменеме како некоја специјалност. Не бил ништо од сето тоа. Напротив, таму 38 глава ли беше, цела една глава е посветена за неговиот греф. Гревот со Тамар, знаеме. Неговиот блуд, неговиот неморал. Значи, каква слика имаме за Јуда? Тој лично не е никој и ништо. По ништо не е битен. Пример е само за греф. Не е некој голем грешник, не е како Дан, не е ни толку гневен како Симеон и Леви, за нив што се кажува исто така. Значи, он е тука некоја средина, некој обичен грешник, ајде да речеме така. Бидејќи со блудници и со неморални верници, црквата била полна од секогаш. Откако била помасовена, се разбира. И до ден денес. Да речеме, обичен грешник во црквата, малку полош од просекот, но не е ниту најлош, не е како Дан што ќе отпадне и што нема ни да го има на списокот на 144.000, но не е ниту пример како Јосиф, значи не е ниту пример за некоја вера. И сега Спасителот е проречен дека ќе дојде од Јуда, од ова племе. Зошто кога Јуда не е битен? Ако Јуда не е битен, тогаш кој е битен од тоа племе? Зошто Христос ќе дојде од јудиното племе, ако гледаме од тоа време навак? Кој е битен ако Јуда не е битен? Кој е битен од неговото потомство ако Јуда не е битен? Ако Јуда не е пример? Па Давид се разбира. Христос доаѓа од јудиното колено. Дали Христос зависи од некој предок? Дали Христос може да дојде од било кое колено? Се разбира, да. Христовото постоење не зависи од нас луѓето. Христос може ли да ги бира и своите предци, кои да бидат, од кое колено, од кој народ и така натаму? Тоа го можел, бидејќи е Господ. Меѓутоа Христос доаѓа преку јудиното племе.
Јудиното племе исто така, како што ќе забележи апостол Павле во посланието до евреите, не е ниту свештеничкото племе, кое што било пак кое? Леви, левитското. Значи, гледаме, освен гревот, цела една глава посветена за неговиот неморал, за Јуда не читаме ништо добро. А сепак таа глава за неговиот неморал е многу битна за да ја разбереме Христовата човечка природа. Или оно што ќе го рече апостол Павле во посланието до евреите, таму втората глава, бидејќи не наследил ангелска природа, кога дошол во тело на оваа земја, туку што? Семето Авраамов. Човечката падната природа. Неговите предци биле грешници, впрочем и самиот Давид. И Христос доаѓа со такво генетско наследство, замислите. Од таков материјал доаѓа Христос. Совршениот Божи син, кој што ќе живее 30 и кусур години на земјата, без греф, од ваков генетски материјал. Од Авраам, кој што исто така не спиел само со својата жена. Давид, Јуда, да не набројуваме. Каков укор за сите оние кои што денес велат и во Божијата црква денес велат ние ќе си грешиме до второто Христово доаѓање, нема чаре од гревои, од страсти, од искушенија, се додека сме во ваква природа. Значи, се додека го имам ова генетско тело, нема чаре, ќе си грешиме до второто Христово доаѓање. Само кога Господ ќе ја промени оваа природа, ќе ни даде ново тело, тогаш ќе бидеме саглам. До тогаш ќе бидеме за ќотек. Каков укор за ваквата грешна теологија, која што денес постои и доминира за жал во христијанството. Бидејќи во христијанството доминира мислата на антихристот, а не Христовата мисла. Не Христовиот ум. Но Христос е лавот од јудиното колено затоа што победил. Колку е славно кој ќе се помисли на тоа дека Христос победил. Дека Христос триумфирал над сатаната. Зашто воскресението, најславниот настан во историјата на оваа планета, представува повеќе од силен доказ. Јудо, значи почнува Израел во 8 стих, тебе ќе те слават браќата твои. И рацете секојаш ќе ти бидат врз плеките на непријателите твои. Видете какво пророќство. Што мислите, не се исполнуваат овие зборови во денешен Израел? За кое време се однесуваат зборовите на оној што прв бил наречен Израел? Последните времења, последните денови, последокот, last days и така натаму. Како што прочитавме од разни преводи. Има што да каже на таа тема, како што зборувавме многу пати апостол Павле во Римјаните 11 глава. Многу што се врти околу Израел, околу Ерусалим и ден денес. И не е ништо чудно, бидејќи антихристот сака да седне таму. Затоа што тие планираат Ерусалим да биде главниот град на светот. На единствената светска влада. И таму да седне нивниот цар. Продолжуваме. Значи, и тебе ќе ти се поклонуваат синовите на таткото твој. Се ова личи малку на Јосифовиот сон, нели? Меѓутоа Јосифовиот сон се исполни само во неговиот живот. Кога Јосиф беше намесник, премиер во Египет,
така да речеме, и неговите браќа дојдеа за да барат жито заради гладот што постал во ветената земја. И му се поклонија. Му се поклонија затоа што мислеа дека му се кланјаат на вториот човек во Египет, не знаејќи дека е тоа нивниот брат, барем на почеток. Значи, Јосифовиот сон се исполни во животот на Јосифа, кога браќата негови му се поклонија во Египет. Но, овде се кажуваат слични зборови за Јуда. Тебе ќе ти се поклонуваат синовите на таткото твој. Како можело ова да биде сватено? Токму така. Само на цар му се клањаат. Барем така било на земја. И кога ја кажува оваа мисла, значи 9 стих, ја потврдува: Јудо, лавче мое мало. Зошто лав? Што е лавот во животинскиот свет? Цар? Зошто Исус е наречен лав? Затоа што победил како цар. Затоа што е цар. Значи, до сега имаме две мисли. Затоа што победил, лавот секојаш победува. Добро, не секојаш. Меѓутоа, Исус победил во секоја ситуација, во секој искушение, во секоја битка. Не плашете се, јас го победив светот, им вели на своите ученици. Која мисла? Го победи светот. Значи, светот е едно големо ништо споредено со Христовата сила. Сите држави во овој свет, сите армии во овој свет се едно големо ништо споредени со Христовата царска власт. Јудо, лавче моje мало, од грабеж се издигаш, сине мој, се наведнуваш и легнуваш како лав и лавица. Кој смее да те предизвикува? И сега ми доаѓаат сите сцени од Nat Geo Wild. Кога Годе прикажува лав, лавици и така натаму. Многу симпатични животни. Одвај чекам да дојде време кога ќе можем да се играм со нив. Кој смее да те предизвикува? Сепак живееме во време кога гадовите на овој свет слободно го заслужуваат тој наслов. Оние кои што ниту се срамат од своите гревови, како што покажа последната телевизиска дебата на кандидатите за претседател на Америка, ниту се плашат од Бога, ниту чувствуваат вина за сите своји беззаконија што ги прават. Охрабрени од антихристот, тие сакаат да го предизвикаат царот на царевите. Како што ќе читаме во 16 глава, дури тоа ќе биде подоцна, тоа ќе зборуваме и за трубите и за 7 зла. Ќе ги соберат тие ѓаволски духови, тие жаби, со жаби, со рептили, со змии се споредени гадовите на овој свет, а не со убави животни, макар и крволочни, ама убави, пријатни животни. Како лавот, како секоја мачка, впрочем. Лав ли е, тигар ли е, рис и така натаму. Или домашните миленици. Ке ги соберат за војна против кого? На Армагедонската битка. Против Бога Седржителот ке се дрзнат. Новиот светски поредок ке се дрзне да го предизвика Бога Седржителот, царот на царевите. Но затоа и крајот ке им биде катастрофален. Крајот нема да им биде како на Хитлер, на Наполеон или на не знам кој. Туку крајот ке им биде ужас.
ужас што не може да се опише. 10 стих. Нема да се одземе жезолот од Јуда, ниту од бедрата негови. Се дури не дојде миротворецот, вели овој превод, кому ќе му се покоруваат народите. Видите, просветлен од Светиот Дух, што кажува патриархот Јаков, кој е време? Едно, можеме да речеме, повеќе од 16-17 века пред Христа. Нема точна хронологија за тие настани, меѓутоа еве грубо речено 17 века пред Христа. Јаков кажува вакви зборови. Дека од јудиното колено ќе дојде оној кому ќе му се покоруваат народите, значи обединетите пагански нации. За кои што псалмистот вели дека ќе им бидат скршени роговите од жезолот, од силата на царот на царевите. И многу што кажува понатаму, во 11 и во 12 стих, тоа се све символични изрази, што нема сега да ги читаме. Но само ја потврдивме главната мисла. Христос е лавот, затоа што е најавен како цар. Ние често размислуваме за Христа како јагне. Често размислуваме за неговото понижување. Така и треба, спротивно од евреите, кои што па тие цело време мислеле дека Месија е само цар и ништо повеќе. И ја занемариле другата страна од неговата мисија, неговата понизност, неговото страдање. Христијаните пак од друга страна често зборуваат за Христа како за јагне, што е добро. Ја истакнуваат неговата понизност, неговите страдања, неговата љубов, неговата милост и така натаму. Но сепак не е добро ако се занемари фактот дека Христос е цар. Не сме да се занемари. Во раното христијанство тоа воопшто не се занемарувало. Првите христијани гинеле и од лавови во римските арени. Затоа што велеле Христос е цар. Со таа изјава се спротивставувале на суверенитетот на римскиот Цезар. Никој не ги терал христијаните да палат и да кадат пред статуи на Зевс, Венера или не знам кој е божество. Но една работа ги терале да признаат врховната власт на Цезарот, неговото божество да го признаат, тоа што и Антихристот ќе го посака и во последните денови. Да го признаат за Бог. Не е доволно да го признаат само за светски господар. Да го признаат за Бог, врховниот владетел на земјата. И христијаните велеле не на сето тоа. Христос е цар. Христос е единствениот суверен на планетата Земја. Не постојат суверени држави. Христос е суверен, другите ако тоа го признаваат може да бидат само вазали, ако не го признаваат се негови непријатели кои што ќе бидат смачкани на денот на големата битка, најавена во Откровението. Христос е цар. Секој еден наш брат, сега ќе ве вратам некој од вас, во домот на брат Ефремови, некаде во мај беше 95-та година. Секој Благојче беше маличок. Имавме библиска поука кога црква беше затворена. И со нас беше еден брат од Калифорнија, се сеќавате кој? Македонско потекло. Габриел Исаија, точно. И поуката што ја проучувавме тоа тромесечие беше Исус Навин. И се проучуваше таа сабота, таму 5-та глава. И се сеќавам братот Габриел рече, не можам да го сватам овој опис. Како може Христос да биде опишан како водач на војска, опашан со меч, со оружје?
Не можам да го сватам тоа. Христос е јагне, Христос е нешто што асоцира на милост, на љубов. Како може Христос да биде опишен како воин, како борец, како гладиатор? Не само тој, многу христијани не може тоа да го сватат. Време е, браќи и сестри, да сватиме дека Христос е цар и дека како таков ќе дојде повторно. Тоа нека биде и мисла што ќе не храбри во овие тешки последни денови, бидејќи ќе се соочиме со многу пострашни искушенија од сите оние со кои што досега сме се соочувале. Полека се стега обрачот, дури и доктор Рос почна да го најавува жигот на зверот, како микрочипирањето е убава работа, како е тоа згодна работа, бла, 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 како сите треба да го имаме и така натаму. Сите да станеме робови, кои што ќе не контролираат со далечинско. Господ сака да бидете слободни. Каде што е Духот Господов, таму е да слободата. Нека му е фала и слава вечно. Амин.